Добар ден, почитувани ученици. Добро дојдовте во електронска училница. Моето име е Мире Младеновски и денес јас ќе бидам вашиот виртуелен наставник по предметот Историја. Овој час е посветен учениците од 9-то одделение и на овој час ќе обработиме наставната содржина создавањето на македонската држава. Тоа е последната наставна содржина од темата Македонија во Втората светска војна и представува круна со која што треба да ја заокружиме оваа тема. Зошто е круна на оваа тема? Ќе видите во натамошниот тек од часот. На овој час ќе ве водам на начин што ќе одговараме неколку прашања од типот кој, кога, каде. Тоа се три прашања кои што треба да ни дадат историска ориентација за она што го изучуваме на час, создавањето на македонската држава, а потоа ќе одиме да истражиме малку подлабоко, односно ќе истражиме прашањата зошто, како и што. Односно, кој, кога и каде ја создал македонската држава, понатаму зошто, на кој начин и што се постигнало со тоа. Одговорите на овие 6 прашања на крајот на наставната содржина треба да ни го дадат одговорот на клучното прашање кој што го обработуваме на овој час. А клучното прашање е кое е значењето на асно? За некој можеби не знаат, најбитно на почетокот од часот да објасниме што е тоа асно во суштина. Асно е акроним или кратенка од антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија. Тој акроним може да го видите овде. Во суштина, со денешен јазик, тоа би значило Народно собрание или парламент, како што почесто денес го нарекуваме. Да одиме поред. Да се обидиме најпрвен да го одговориме прашањето кој го создал асно. Ќе одиме малку наназад, односно на што сте го изучиле претходно. Да се подсетиме дека Македонија за време на Втората светска војна се нашла на вистинската страна, на страната на антифашистичкиот сојуз и била предводена во тоа време од Комунистичката партија на Македонија, како дел од Комунистичка партија на Југославија и начело на Народно-осветителната војска и партизанските одреди на Македонија се наоѓал така наречен главен штаб. Тој главен штаб, уште пред да се дојде до конечното ослободување на земјата, знаел дека треба да се извршат подготовки за создавање на македонската држава. Тоа значило дека треба да се создадат органи на таа една држава. А највисок орган на таа и на било која држава е законодавната власт, односно Народното собрание или парламент, како што се нарекува некои држави. Со таа цел, главниот штаб создал еден така наречен иницијативен одбор, кој што се учинувале 10 луѓе, и тие луѓе требало да делегираат делегати кои што ќе учествуваат на тоа прво заседание на асно. Ова карта што сега ја гледате на екранот ни прикажува, како што вели агендата, реони од каде што се избрани делегатите. Делегатите доаѓале значи од сите краишта на Македонија, како што можете да приметите, секој е набележан со розева боја, од каде што доаѓале делегати, а розови кругови, а во секој од тие розови кругови имате број. Некаде тоа е 1, некаде 5, некаде 9, некаде и 14, и тој број ги означува бројот на делегати кои што пристигнале од тие места во Македонија. На карта може да забележите и броеви надвор од територијата на Македонија. Тоа се представници кои што доаѓале од така наречена Пиринска Македонија, од градот Петрич, Дегеска Македонија, Кукуш, Костур, кои што исто така земале учество на ова прво заседание на асно. Понатаму на карта гледате стрелки
испрекинете линии кои што прикажуваат правец на движење на сите тие делегати. Гледате дека сите тие делегати на крајот завршиле во едно исто место, кое што на картава е обележено како манастир Свети Прокор Пчински. Нешто посебно ќе зборуваме за тој манастир и неговото значење, неговата улога во ова заседание насно. Значи, сега одговоривме кој учествувал на заседанието насно и кој го свикал заседанието насно. Одиме на следното прашање. Кога се одржало првото заседание насно? На 2. август 1944 година. Но зошто баш тогаш? Имало ли причина да биде баш тоа, што не било на 1. август или на 3. или на 5. и порано, подосна? Имало причина. И причината предпоставувам дека вие знаете, но ќе ви наговесам преку една фотографија, која што предпоставувам можете да ја препознаете, а тоа е фотографија на која што е прикажан споменикот на Мечкин камен во чест на Линденското востание, односно Крушевската република. Со фотографија сакам да ве потсетам на она што сте го изучувале во претходната учебна година, како еден битен светл датум во историјата на Македонија, а тоа е 2. август 1903 година, кога започнало овој Линденско востание. Токму поради таа причина и оние кои што носиле одлука за одржување на првото заседание наслов, решиле да овој датум, кој што веќе бил вкаен во колективната меморија на македонскиот народ, го одберат и за одржување на првото заседание наслов. Значи не е ништо случајно. Сега, ако знаеме кога се одржало, да видиме каде се одржало. Во суштина, ја веќе ви го дадов тој одговор. Ова прво заседание наслов се одржало во манастирот Свети Прокор Пчински. Ево го манастирот да го видиме како изгледа. И тоа е еден манастир кој што се наоѓа во близина на градот Куманово. А зошто баш таму? Зошто не во некој друго место? Зошто не во градот Куманово? Или? Од едноставна причина што се уште, кога се одржувало заседание наслов, голем дел од Македонија не било ослободен. А за одржување на ова заседание наслов било неопходно да се има голема просторија, која што ќе можело да ги собере сите 116 делегати кои што биле поканети на ова заседание. Манастирите вообичаено имат големи простории кои што се користат црковни намени и токму тоа е практичната причина зошто ова заседание се одржало во манастирот Прокор Пчински. Токму во ова здание овдека кое што го означувам со курсорот. Следното прашање кое што треба да го одговориме, сега кога се ориентиравме временски и просторно, зошто се одржало ова заседание? Може би овој човек може да ни даде најдобриот одговор на тоа прашање, а тој човек е највозрастниот од учесниците на заседанието наслов, кој што имали честа да го отвори во заседание. Неговото име е Панко Брашнаров и јас овдека сега ќе ви прикажам само еден дел од неговиот говор на отворањето на заседанието наслов. Тој вели во почетокот: другарки и другари, народни представници. Во овој момент, во ова историско место, Свети Отец Прокор Пчински и на овој историски ден Илинден, кога објавувам дека е отворено првото антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија, душава ми е преполна со радост и пред премнежените очи гледам како се раздвижиле сите реки од Чинја до Вардар, до Места и до Бистрица, заплискувајќи ја целата македонска земја, сакајќи од македонскиот народ да го измијат десетвековниот робски срам од пропаста на Самуиловата држава, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава. Тој е дел од неговиот говор кој што сметам дека е доволно јасен зошто се одржало ова заседание наслов. Значи, онака како што велиме символично или поетски изразено, за да се удрат темелите
на македонската држава. Како? Како изгледало одржувањето на заседанието на АСН, ни говори ова слика. Ова е слика од внатрешноста на просторијата каде што се одржало заседанието. Гледате дека нова фотографија, иконографијата или сценографијата е таква да зад оние кои што го воделе заседанието на АСН биле прикачени 5 знамиња. Би сакал да ги анализираме малку знамињава. Кои се најпрво и зошто се тука? Две од овие знамиња се уште во употреба. Претпоставам дека можете да ги препознаете. Ќе одиме од десно кон лево. Десно е знамето на Велика Британија, до него знамето на Соединетите Американски држави, тие две се уште постојат. Во средината е знамето на Советскиот сојуз. И овие три знамења се сушност знамење на трите сојузници, водачи на антифашистичките сили во Втората светска војна. Самото знаме е знамето на Македонија, кој што се користило во тој период и за време на првото заседание на АСН. Веднаш до него се наоѓа и знамето на Југославија, бидејќи Македонија во тоа време било составен дел од Југославија. На фотографија заближувате и 4 портрети. Претпоставувате дека се поврзани со државите врз чии што знамења се наоѓаат. Јас ќе ви помогнам да препознаете кои се тие, бидејќи на фотографија не е возможно тоа да се види лесно. Кај Британија, тоа е Винстон Черчил, тогашниот премиер на Велика Британија. Кај американското знаме, тоа е Теодор Рузвелт, тогашниот председател на Соединетите Американски држави. Кај знамето на Советскиот сојуз е тогашниот председател на таа држава, Јосиф Висарионовиќ Сталин. И четвртиот лик, тоа е Јосип Броз Тито, и гледате дека неговиот портрет е закачен така да ги преклопува и југословенското и македонското знаме, символизирајќи на тој начин единство на македонската држава и како составен дел од Југославија. Што се случило на самото заседание? После бројните дискусии и воведното излагање на Панко Брашнаров, кој што веќе ви го споменав, подредено време за пратениците на заседанието на АСН или делегатите, како што велеат тогаш, донеле неколку важни одлуки. Првата одлука е решение за прогласување на АСН за врховно, законодавно и извршно народно представничко тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија. Значи, АСН било прогласено и за, оно што велиме денес, Народно собрание, и за влада на тогашната, односно за идната држава која што би се официализирала откако Македонија ќе се ослободи целосно од фашизмот. Бидејќи да ве потсетам, заседанието се случува во време кога целата Македонија се уште не е ослободена. Втора битна одлука е донесување на декларација на АСН за основните права на граѓаните на Демократска Македонија. Ово ќе го запомните, затоа што после неколку слајда ќе зборувам за оваа декларација малку повеќе. Следната одлука е решение на АСН за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава. Многу битна одлука, бидејќи ова е за прв пат во модерната историја да македонскиот јазик биде прогласен за службен јазик на некоја територија во некоја држава. За македонскиот народ ова имало едно посебно значење. Бидејќи, да се потсетиме, со векови до тогаш не само што била негирана нацијата, туку и јазикот како главно олицетворение на било која нација, македонскиот јазик. Понатаму било донесено решение на АСН за прогласување на Илинден, односно 2 август, Свети Илија, тој ден, затоа велат Илинден, за народен и државен празник на македонската држава. Нормално, ако е ова големо збиднување, ако тука се удират темелите на македонска држава, нормално дека тоа треба да биде државен празник и да се празнува во периодите подосна, како што тоа го правиме и ден денес.
И уште една одлука е многу битна, да за прв претседател на новоформираната држава е избран Методија Антонов Ченто, а тој е овој човек, на кој што ви го прикажам на фотографија, по потекло од Прилеп. Ќе го запомните, ќе ви биде потребно и за некои наредни наставни содржини кои што ќе учите понатаму во текот на оваа учебна година. Сакам да ви покажам уште две фотографии поврзани со ова прашање што се случувало тој ден, а тоа е ова фотографија која што е уснимена непосредно пред почетокот на самото заседание на АСНУМ, каде што може да приметите, ако погледнете, дека луѓето кои што тука представуваат дел од делегатите се облечени во воени униформи, исто како и претседателот Методија Антонов Ченто, што е нормална ситуација, бидејќи земјата се уште е во војни, се уште не е ослободена. Следна фотографија е фотографија на цивили, на локално население, кое што се нашло тука во кругот, значи оваа фотографија од кругот на манастир Свети Прохорчински, каде што гледате дека развиле оро како израз на задоволство и среќа од одлуките на заседанието на АСНУ. Првото заседание на АСНУ. Видите дека за едно од решенијата ќе ви кажам нешто повеќе, тоа е оваа декларација за основните права на граѓаните во новоформираната држава. Нема да читам целата, најдело е подпишана одека од председател Методија Антонов Ченто, издвои само неколку делови кои што сметам дека се значени да ги знаете. А тоа се дека во оваа декларација се вело сите граѓани на Федералната македонска држава се еднакви и равноправни пред законите, не гледајќи на нивната народност, пол, раса и вероисповед. Значајно, бидејќи е кажано јасно дека во новоформираната држава сите жители граѓани ќе имат еднакви права без разлика на пол, раса, вероисповед, националност и слично. На националните малцинства, велим, се осигуруваат сите права на слободен национален живот. Исто значена одлука, бидејќи гарантира еднаквост на сите малцинства во однос на мнозинството на македонскиот народ во ова новоформирана држава. Вели, на секој граѓанин му е гарантирана сигурноста лична и на имотот, на секој граѓанин му е гарантирана слободата на вероисповест, на сите граѓани се гарантира слободата на говор, печат, собирање и слобода на здружување. И може интересна одлука дека изборното право се врши со тајно гласање, со право да избира и да биде избран во сите тела на народната власт. Овде е битно да напоменам дека било предвидено за прв пат во историјата не само на македонскиот народ, туку и воопшто на Балканот, и жените да добијат право на глас, што било реткост во европски, во светски рамки, така да ова одлука има едно прогресивно значење за времето во кое што е донесена. Можам куриозитетно да ви напоменам дека во некои земји верува, кои што и денес важат за високи демократи, како например Швајцарија, тоа право жените кои добиле таму во таа земја до 1971, мислам. Одека сакам со вас да споделам една фотографија која што не е тесно поврзана со АСНУМ, туку фотографија на која што е прикажана првата влада на Демократска федерална Македонија. Владата е создадена неполна година подоцна, 1945 година, и доста машка влада, како што може да видите. А за председател на таа влада е избрана оваа личност, а тоа е првиот председател на владата на Демократска федерална Македонија, Лазар Колишевски. На фотографијава недостасува еден дел каде што ова име би било целосно и би звучало, би гласало Демократска федеративна Југославија, бидејќи Македонија била составен дел на таа Југославија, која што во принцип била федерална. Федерална значи држава составена од повеќе држави, равноправни држави, и тоа е символизирано на овој грб на државата Југославија, каде што се гледат 5 факели, после ќе биде придоден уште еден факел,
на братските народи кои што, ќе ви кажам кој факел е придодаден, петте факели символизираат еднаквост и равноправност на петте народи, мнозински народи кои што сочинуваат ова држава, а тоа за разлика од преходната Југославија, кралството Југославија, во кој што беа признати само три народи, тоа беа словенците, хрватите и србите, се сеќавате на тоа, веќе сте го изучувале. Сега на тие три народи се придодени уште два, меѓу кои што црногорскиот и македонскиот народ. Нешто подосна ќе биде придодаден и бошњачкиот народ кон оваа група на носители на државноста, народни носители на државноста на тогашна Југославија. Така да може да заклучиме дека името на македонска држава во тоа време било Демократска федерална Македонија, значи составен дел од Југославија, меѓутоа таа не го носела тоа име многу долго, само 2 години, до донесувањето на првиот устав во Југославија, кога тоа име е применувано во Народна република Македонија. Тоа име го добила затоа што придавката народна во тој период била користена да кај сите држави кои што по своето уредување биле комунистички. Така да ние и денес имаме некои комунистички држави во светот, кои што исто така ја користат таа придавка, како например Народна република Кина, Народна република Кореја, она што викаме, што нарекуваме Северна Кореја, официјалното име е Народна република Кореја. Но и ова име нема да го задржиме долго, ќе го задржиме од 46 до 63 година, кој се донесе уште еден устав и каде што ќе биде променето уште еднаш во Социјалистичка република Македонија, кога Југославија ќе го промени своето име исто така во Социјалистичка федеративна република Југославија, затоа што ќе сака да направи јасна дистинција помеѓу политичкиот систем кој што постоел во неја, во Југославија, и политички системи кај другите комунистички партии, бидејќи Југославија во добар однос се разликувала во своето уредување од нив и развила собствено уредување кој што го нарекувала социјалистичко уредување, меѓутоа имаме настана содржина во кое што можеме повеќе да збориме за тоа во една од следните теми. Символи на Демократската федерална Македонија. Се разбира, секоја држава има символи, и македонската држава исто така. Но да ги погледнеме. Ви прикажувам две знамења, не случајно, тоа е она знаме кое што било користено во времето кога Македонија се уште била на почетокот по создавањето и кратко било во употреба, а во поголем дел, односно целиот период на опстојување на Македонија како дел од Југославија, ќе го користиме ова знаме, црвено, символ на комунизмот, со жолта петокрака или звезда, како символ на, исто така, еден од символите на комунизмот. Тоа знаме веќе го немам, имаме некој друго знаме, тоа е една сосема друга приказна. А денес над Македонија се раѓа, тоа е, сите знаете, химната и денешна на нашата држава и тогашна донесена уште на самиот почеток од создавањето на македонската држава. Понатаму, следен символ, како секоја држава, така и нашата, го има грбот, кој што и денес е сосем ист, освен еден детал, денес е isfрлен на ова црна петокрака, кој што ви кажа веќе дека е символ на комунизмот. Ние веќе сме го отфрлиле комунизмот како политички систем и ја isфрливме и ова петокрака од грбот на Македонија. Овој документ, оригинален документ, сакав да ви го покажам, веќе тесно поврзан со една од оние одлуки кои што ги читав наасну. Една од одлуките беше да прогласување на македонскиот јазик за официјален јазик и службен јазик во македонската држава. Ова е решение со кое што се воведува македонската азбука, каде што е прикажана во форма на ракописни букви и форма на печатени букви. А овој господин кој што сега ви го прикажав на екранот, академик Блаже Конејски, тесно поврзан со
ова решение, затоа што тој се наоѓал на чело на една работна група, која што имало задача да донесе ова азбука, да донесе правопис, граматика, односно да изврши кодифицирање, така се вели тоа, на македонскиот јазик. И тоа е еден битен момент исто така во историјата на македонскиот народ. Сега сакам да ви покажам еден споменик, споменикот на Асно, кој што се наоѓа наспроти Народното собрание или парламентот на Македонија, Скопје, од другата страна на улицата, кој што со причина се наоѓа тука и со причина гледа кон Народното собрание, денешното Народно собрание, бидејќи се започнало со ова седница која што е прикажана овдека во форма на споменик. А оваа градба, верувам на некој им е позната, некој може би ја посетиле, но они кои што не е им е позната, сакам да објаснам дека е тоа меморијален центар на Асно, кој што се наоѓа во близина Куманово, во едно село кој се вика Пелинце, и тоа е најблиската точка до манастирот Свети Прокопчински. Зошто го кажам? Затоа што сакам да информирам дека тој манастир Свети Прокопчински, кој што има големо историско значење за нашата историја, денес не се наоѓа во Македонија, се наоѓа во Република Србија. После остојувањето на Македонија, тој остана од таа страна на границата и затоа што не е најзгодно да таму се одржуваат, бидејќи се наоѓа на територија од друга држава, да се одржуваат комеморации во чест на првото заседание на Асно. Нашата влада пред 10 години одлучи да го изгради овој меморијален центар во чест на заседанието, првото заседание на Асно, каде што би можело делегација од владата, од Народното собрание, да одржат седници на одвор и да извршат комеморација на тој настан. Сега, отколку сето ова било направено, отколку се, како што неколку пати веќе кажа, се удриле темелите на современата македонска држава, не постоеле никакви пречки понатаму да може слободно да го развиваме духот на македонизмот, на нашата култура, на нашата нација. Но првата влада имала и сериозни задачи пред себе. Меѓу тие задачи било потребата да се отворат бројни училишта за да може народот да стекне образование, сега за прв пат на слободно на свој мајчин јазик. Се отворале бројни основни училишта, средни училишта, се отварале културни институции, се отварале весници, телевизии, радија, се она што е потребно да се заокружи еден процес на државотворност. Интересно да спомене дека тоа што излегол и првиот весник, дневен весник, Нова Македонија, неделен весник, Млад борец и ред други институции, дали тоа биле опери, балет, театри и така натаму, и со еден збор започнало слободно да се живе она што некој би рекол свој на своето, во рамките на македонската држава, да може да се негува и да се развива македонската традиција, култура, обичаи за прв пат на слободен начин. Јас верувам дека успев да го задржам вашето внимание, но морам да ве потсетам дека имавме едно клучно прашање на почетокот, кој што сакавме да го одговориме, и исто така верувам дека низ оваа презентација и овој виртуелен час ви помогнав да дојдете до одговорот за тоа кое е значењето на Асно. Бидејќи овој час се одвива во воредни услови, не сме навикнати ниту ние, ниту вие како ученици, ние како наставници, вие како ученици, да работиме на ваков начин, кој што не е интерактивен, па не можам да добијам прашање од вас или да предискутираме нешто, но сметам дека би било добро доколку ви дадам едно домашно, кое што би било во форма на есеи, односно што очекувам да се од вас, очекувам да напишете домашна работа, напишете еден есеј
насловен значењето на асно, во кој што и секи се обидете да го одговорите прашањето кој е значењето на асно и тој одговор да го подкрепите со ваши мислења, тврдења, заклучоци, ставови. Откако ќе напишете домашно, а и откако ќе поминат овие воредни ситуации во нашата држава, се надевам наскоро ќе се случи тоа, очекувам да тој есеј кој што ќе го напишете го предадете на вашиот наставник, наставничка, кој што ви предава историја, како доказ за тоа дека сте работеле во овој период, дека сте биле ревностни ученици и како таа би можела да на полесен начин да може да ги заклучи вашите оцени на крајот од училишната година. Ви благодарам на вашето внимание и се надевам дека ќе се видиме повторно наскоро.